Ова е најавата за Просторитет епизода број 10. Прва епизода со двоцифрен број, многу сум среќен дека Просторитет има 10 епизоди. За тие што се вклучувате прв пат, Просторитет е емисија која го истражува животот, се обидува да го истражува животот од нашето раѓање, последователно со сите негови фази. Сега сме стигнати до фазата образование и ова е прва подкаст епизода за образованието, во која што мој гостин е професорот Кирил Барбариев. Просторитет како збор означува потреба за напредок во определен простор. Тој простор е умот, тој простор е домот, тој простор е општеството, тој простор е Македонија. Во 10-та епизода со професорот Барбариев имаме многу пријатен, многу добар разговор. Едноставно не би сакал да дофрлам епитети, мислам дека треба да го погледнете што побрзо. Професоре, искористувам оваа можност уште еднаш да ви се заблагодарам за времето и се надам дека ќе имаме и многу прекрасни разговори во иднина. Луѓе, уживајте, Просторитет епизода број 10. Дечки, здраво! На моја огромна чест денеска гостин во Просторитет е професорот Кирил Барбариев. Професорот Барбариев е професор на факултет, односно на Универзитетот Гоце Делчев Штип и он е професор по педагогија, односно на педагошкиот факултет. Професорот за мене представува буквално отелотворување на зборот идеализам во еден човек и навистина ми е огромна чест што конечно се најдовме, професоре. Добре дојдовте и како сте? Добро ве најдов, благодарам на поканата и навистина сум почестен од еден ваков вовед во емисијата и ми е на драго задоволство овој разговор кој што ќе го водиме денес. Јас би почнал од таму. Некако кога одлучив да се занимавам со било што е општество или активизам, налетував на многу негодувања кои што ми викаат: јас кога бев колку тебе, имав таков идеализам, но ете гледаш дека работите не се менуваат, нештото не чини. И некако таа мисла ми правеше товар. Ме обседнуваше и си викав, да, може сум јас сега млад и сум во заблуда и може би јас ова што го чувствувам не е идеализам, туку е само одреден привремен оптимизам. И тогаш го поставив прашањето во обратна насока. Дали може би тие биле само оптимисти во времето кога биле млади, кога не се соочиле со тешкотијата на модерното време и во првиот момент го напуштиле оптимизмот и станале песимисти, додека пак идеализмот е нешто сосема друго, нешто што се гради, еден коректив, една водилка наша. Јас кога го отворив првиот пат вашиот блог, можев да видам една толку пријатна страна каде што вие пристапувате на проблемите, но однос на како да ги решиме, не го дувате. Јасна ни е фактичката состојба. Знаеме каде се наоѓаме, но давате една нова перспектива. Па би сакал таму да почнам, професоре. Како се зачува идеализмот во овие времиња што живееме денеска? Или од времињата од кои што доаѓате вие? Па може би почнувате од најфилозофското прашање за секој човек, воопшто од како постои, веројатно од како знае човештвото за себе, нели како повеќе принципи или генерално може да се сведи на сакаш ли да го разбереш животот или сакаш да согориш во него. И мислам дека во фазата на раст и развој, она прва фаза од животот, започнувањето со социализацијата, со првите средби, со првите луѓе околу вас, со првите учители, со првите формални и неформални учители од аспект на повеќе дејности, не само на образование, туку и на спорт, и на уметност, и на она како твоите родители или како другите возрастни со кои што имат контакт со тебе можеби го сваќале животот. И ја верувам дека тоа многу се пренесува на генерациите една кон друга и тоа може да стане стил на живот. Ја од секогаш сум мислел дека оптимизмот, дека идеализмот е мој стил на живот и длабоко верувам во тоа дека на секое прашање всушност треба да пристапиме многу отворено од сите можни агли, да ја процениме реалноста
да се соочиме со реалноста, и тоа никако не значи дека оптимистите или идеалистите не се свесни за маките на секојдневието. Не, туку можеби само ги бараат реалните и можните решенија во дадениот контекст. Тука од секојаш ме подсетува една многу интересна мудрост, многу како некое мото во животот, од литературата, од уметноста, од луѓето со кои што си се среќал, па си научил преку нивното искуство. Знаеш, кога некој ќе ти каже тука има провалија, ти можеш да му речеш да, но онде има мост. Да, од Горан Стефановски изрече. Да, така да мислам дека читањето, мислам дека среќавањето, учењето од луѓе и дискусијата на овие теми, додека човек е млад, кога е многу поенергичен, кога многу постраствено ги доживува нештата, кога е многу поексплозивен, кога е многу побунтовен, е многу важно тогаш да има возрастни луѓе околу него кои што ќе му покажат повеќе патишта. Не да го спречат туку само да го уште повеќе насочуваат и да го разберат тој жар дека е нормален на таа возраст и дека никогаш не треба да згасне. Можеби тој понатака се повеќе канализира, човек повеќе станува свесен, но не го губи тоа. Тоа никогаш човек не го губи. Барем јас тоа може да го кажам за себе. Можеби од тука тој оптимизам сте го препознале на блогот и на она на кое што го споделувам. Апсолутно. Мислам дека идеалистот, односно оптимистот или оптимистот во вашиот контекст се препознаваат врз основа на тоа што ние кога пристапуваме, веројатно пристапуваме на различни проблеми, но со иста желба. Позадината ни е слична или поривот ни е сличен. И мислам дека препознавањето доаѓа токму во тоа, во искрениот порив и во искрената намера. Дали е тоа на ученикот, дали е на професорот, дали е на уметникот, дали е на спортистот и така натаму. Мене во однос на спортот секогаш ми бил омилен Коби Брајант, например. Коби Брајант за мене беше институција, како тоа изгледа еден идеалист, независно од што, кој е неговиот менталитет, како он го доживува светот и се останато. Од друга страна, уметноста пред 2 години се обседнав со Микеланџело. Читав една книга од него која се вика Агонија и екстаза. И тоа некако ми беше најдобрата и најпроста дефиниција на еден идеалист, бидејќи сметам дека во самото функционирање како идеалист ти не функционираш на ниски бранови, туку функционираш на многу високи. Кога доаѓа успех во полето на идеализам или кога почувствуваш напредок или кога има нова идеја, кога идеалот се развива, во тој момент е екстаза. Но во моментот на неуспех, во моментот на соочување со неможностите или во моментот на соочување со немањето капацитет во тој период, речеме јас имам 25 години, сакам се да може да сменам, но не може да смениш се, бидејќи капацитетот твој е во овие рамки. И некако прифаќањето на рамките, но и тагувањето и боледувањето во нив го доживувам како тој дел на екстаза. И поради тоа некако таа динамика, поврзувајќи ја, односно земајќи едно колаче од уметноста, земајќи едно колаче од спортот, земајќи едно колаче од професорот, одреден блок, тоа е тоа што го создава идеалистот и го држи да биде денеска во форма. Да, баш така убаво го барате решавањето на она што всушност треба да биде можеби мозаикот на една личност која што тоа всушност кажува. Знаете, Алберт Ајнштајн во една прилика вели дека сите сме на истото дрво. Сите науки, сите уметности, сите религии, ние сме еден ист корен во кој што цути една поинаква димензија, но сите сме на некој начин поврзани едни со други. Знаете, спортот, уметноста, сето тоа се феномени во кои што се многу важни колку општеството ги препознава во феноменот на растот и развојот на младите луѓе. Јас сум се бавел со спорт, дури во одреден момент влегов во еден скоро професионализам, играв за репрезентација, играв до своја 35-та година играв пинг-понг. И сум бил и државен првак во младинска конкуренција, втор во сениорска конкуренција, 7-8 шампионски титули во екипна конкуренција, како брегалница, како југококта, сум настапувал за репрезентација и таа густина на храброст, на смелост, на упорност, едно секојдневие на тренинг, на дисциплина, да знаеш да му честиташ на противникот кога ќе те победи. И тоа да го знаеш на 8, на 9, на 10 години, да можеш да ги контролираш тие емоции.
да знаеш да се соочиш со предизвик во последните 30 или 50 секунди од крајот на надпреварот. Да знаеш што е тоа што поминува низ тебе, што ќе се случи ако победиш, што ќе се случи со тимот и ти одлучуваш во тоа. И тие моменти се многу важни за формирањето на личноста на еден човек, ако тоа умее да го научи, ако има навистина добри спортски педагози. Од друга страна, во ист период сум се бавил и со уметност. Сум одел во драмски студија, во Националниот театар во Штип, во кој што сум играл и во аматерски и во професионални театарски представи, и тоа е едно неверојатно искуство. Дури мојот прв интерес за запишување на факултет беше на Драмска академија. Стварно? Да, и мојот исто. Така да тоа е искуство кое што е навистина неверојатно. Ја денес се обидувам како човек кој што работи во образование, како професор, секогаш да го споделувам со младите луѓе, со студентите, да ги насочувам да се бават со тие активности, колку се тие важни. Особено додека, знаете, додека обработувате некое дело во театар, додека седите на таа маса во која што седат режисери на возраст од 60, од 70 години, и кога дискутирате за некакви класични дела, вие сте 15-17 години, но дискутирате за Диво месо на Горан Стефановски, и тогаш ви го тоа раскажува или би го објаснува некој режисер како Бранко Ставрев, како Симеон Гаврилов, како луѓе кои што собрале едно неверојатно искуство од животот, од литературата, од книжевноста, и кога разговарате на секоја реплика, на секоја реченица, вие поинаку ја доживувате литературата, поинаку ја засакувате поезијата, тогаш ја засакувате и татковината, тогаш си го засакувате и градот, затоа што многу сте посветени на секоја дискусија, на секоја дебата, разговарате за Ацо Шопов, за поезијата негова, за Анте Поповски, за Гането, и тоа го рецитирате во некакви поетски вечери, за Блаже Коневски. И тука е многу важно како тие педагози, тоа се исто учители, кои што во тој разговор на тие две реченици кои што треба да ги кажете, можеби во сцената, всушност ги вие доживувате карактерот, ја доживувате личноста и на авторот, и на тоа што треба да го одиграте. И тоа е многу важно. Тоа е нешто кое што денес многу клучните трансформации во тие социјални контексти, во образовните политики се всушност во тие форми, внесување на такви содржини помеѓу младите во текот на нивното воспитание и образование, заради тоа што, знаете, науката се повеќе е убедена и тврди, уште одамна, дека менталните функции, вишите ментални функции имаат социјално потекло. Дека контекстот внатре, во каква култура растете, во каква субкултура растете, е тоа многу важно, вие всушност на континуитетот на општеството, на традицијата, на вредностите, како тоа вие ќе го разберете тоа што тие поети, тие автори го створеле новија простори, како тоа да направиме нови дела, како да научиме да не ги повторуваме тие грешки. И тоа е многу важно ако умее некој да ве разбуди. Знаете, скоро читав еден многу интересен текст, вели, бајките не се за успивање на децата, бајките се за будење на децата, затоа што поуката внатре всушност треба да биде за да те разбуди. Така е. Што е пораката на Снежана и седумте џуџиња? Пораката е веројатно отровното јаболко, дека треба да бидеш внимателен, дека светот не е баш така искрен кон секого. И тука има многу значење педагогијата, наставниците, учителите, како всушност ја развива таа интеракција, комуникација преку методите на работа, преку секојдневието кое што се случува во училницата, кое што е сликата на општеството. Тоа Дистервек го рекол како педагог многу одамна, дека училницата е сликата на општеството, тоа што се случува внатре, каков е односот кон различните култури, кај децата со различни потреби, со различни сваќања на нештата. Тие тука го доживуваат општеството на она што всушност представува реалноста кога ќе излезат од. Тука се мислам најголемите предизвици за ова општество и за нашето образование. Вие во едно така доста интересно излагање го гледав на факултетот, може да вие тоа пред 7-8 години зборувате за две сценарија, односно едно црно сценарио, каде што велите дека тоа е моментот кога родителите ќе ја изгубат довербата во наставниците, едноставно на детето го
пуштаат на едно место каде што ниту детето сака да биде присутно, ниту наставникот сака да биде присутен, и тука се создава една таква раздалеченост помеѓу тоа што треба да го потпомогне твоето дете и ти кој што немаш контрола, бидејќи знаеме образованието е во таа мера задолжително за нас, дека дечињата треба дури во некои општини, сега во Скопје, не знам како е во другите градови, не смее детето да искочи од рамките на твојата општина. Дури и ако има на некое место, знаеме дека има таму посветло сценарио, ти немаш можност детето твое да учи во друго училиште. И од другата страна, зборувате за ова што зборувавте сега пред малку, за отвореното образование, и тоа го представувате дека е најголемата форма на уметност во едно општество и воопшто во светот, дека доброто образование е највисоката форма на уметност. Па би сакал вака околу овие две теми да поразговараме. Да, тоа се всушност сценарија на кои што работат повеќе професионални институции, организации, think tank компании, и тоа е една студија на всушност на ОЕЦД која што дава неколку сценарија пред 15 години за тоа што е тоа што ќе се случува со образованието во 21 век. И врз основа на анализите кои што се направени од изминатите 30 години, од сето она кое што го носи образованието, почнувајќи од предучилишното па до крајот на средното образование, па дури и високото, се гледа дека и се препознава дека образованието не е само толку продуктивно и просперитетно, туку дека создава можеби понекогаш и многу повеќе проблеми. И затоа тие велат дека ако не се пристапи кон менување на суштинската форма зашто служи училиштето, зашто ни е на нас всушност образованието, голем дел од општеството, пред се родителите, всушност ќе ја загубат довербата. Ќе ја загубат довербата заради тоа што голем дел од прашањата заради кои што постојат тие институции не ги решаваат проблемите, туку може да се каже дека уште повеќе ги зголемуваат или генерираат. Ако забележувате, секојдневно се јавуваат такви ситуации, не само во нашето општество, на повеќе места во регионот, па дури и во светот, како една криза на она што всушност представува образованието, и тоа е нешто на кое што голем дел на меѓународни институции, на креатори на образовни политики сериозно повикуваат на промена на она кое што всушност треба да биде образовниот систем. И тука се правени истражувања што е тоа што го посакуваат учениците, што е тоа што го посакуваат наставниците и што е тоа што го посакуваат родителите. Од таму се тргнува. Она најпосакувано сценарио кој ќе направите концепт на така наречено отворено образование, на едно училиште во кое што ќе се создадат форми во кое што тоа ќе биде најдобрата и најпосакуваната средина во една општина, во еден град, во едно општество, во една држава. Заради тоа што веќе училиштето и образованието не е единствениот извор на пренесување на знаење како што било пред 50-тина или пред 70 или пред 80. Денес има огромни неформални концепти на институции, на форми, на индивидуалци кои што исто така пренесуваат знаење. И ова денес е медиум. Ова не постоело пред 15 години, но по ништо не ги руши принципите на едно интервју или на некакво пренесување кој што може да го следи било кој човек денес во светот. Тие модалитети нови, тие моменти со кои што се соочува сега цивилизацијата всушност даваат нови насоки на креаторите на образовните политики, на свесноста на локалните креатори, на луѓето кои што водат локални самоуправи, на бизнис заедницата дека мора да се поддржува и инвестира образованието, да се менуваме ние како наставници преку тие форми на формално, на неформално, на информално учење во кое што тоа ќе стане една заедница во кое што секој од секого ќе учи, во кое што тие форми на титули, на звања, ќе се намали таа суета и на тоа его, ако некој тоа знае добро да го прави, да ја најде формата на внесување на тие содржини како спорт, како активности од уметности, како содржини во кои што животот на децата нема да се случува само во тој формален контекст на тој распоред од 4-5 часа. Не, туку детето ќе го чувствува тоа како средина во која што ќе сака да оди. Ќе сака таму да има секција по музичко, секција по спорт, по ликовно, дека можеби петок и сабота сака забавата таму да му биде организирана, не на некое место кое што е небезбедна, несигурна и не знае што може да се случи со тебе од аспект на безбедност, и тоа веќе го работат. Многу земји пристапиле кон такви форми и ние кои што зборуваме за такви посакувани форми, всушност работат на тие концепти. Јас сум бил во училишта
и сме имале заеднички проекти, биле многу наставници и ученици од Македонија во градче како Свети Николе, од 7.000, 10.000 жители, во кој што најубавото училиште всушност е таму. И тоа е единственото место од аспект на библиотека, на кафич, на место каде што и возрастните, и учениците после училиште имаат некакви заеднички активности, од промоции на книги, од балетски активности или не знам какви не се одржини, дури учениците во петок и сабота навечер можат и да преспијат и да се забавуваат таму преку разни форми, се разбира, тука има и наставници кои што ја контролираат таа ситуација. И целото тоа се прави така, кога ќе го видите, тоа изгледа како еден убав амбиент, како да сте си дома. Да. Значи, и сега тука е според мене колку ние ќе разбереме дали едно дете кога оди во училиште, тие 4-5 часа кои што ги направил некој како план и распоред, е само тоа или ние ќе го продолжиме она кое што всушност треба да биде кај детето, таа социјална релација, тие воннаставни активности, каде ќе се развие љубопитството, љубовта, пријателството. Тука мислам дека премалку се сваќа тој концепт на поддршка на образованието. Тука мислам дека треба да се работи многу. Мислам дека ова бе еден од најдобрите 15 минути што сум ги слушал, професоре. Неколку точки ми останаа во главата. Едно од претходното прашање кажавте една фраза кога сте тренирале пинг-понг, дека сте имале можност да бидете сте доживувале една густина на храброст. Тоа јас ќе го кажам денес за моите пријатели, оние луѓе со кои што поминувам највеќе дел од своето време. Тоа е една прекрасна група на луѓе кои што заедно си го храниме наизменично идеализмот во еден прекрасен круг на искреност, каде што нема его, тука некако еко е тоа повеќе, одржливо е направено, еден друг да се сватиме дека си потпомагаме. Тргната е суетата на страна и ги имам прифатено различната форма на интелигенција. Тоа е всушност и начинот на кој што се функционира во еден тим, ама вака кога го кажавте вие густина на храброст, мислам дека тоа е. Па не само на храброст, мислев на една густина од допирот на сетилата, од една густина на социоемоционален развој на различни аспекти, што е тоа што се случува со тебе, што е тоа што се случува со другите. И тука мислам дека од тој аспект спортот или физичката култура може да одиграат многу значајна улога во создавањето на личноста на еден ученик. Тој предмет можеби по ништо не е помалку важен од било кој друг предмет. Можеби е и најважен заради тоа што со тој предмет цел живот ќе го поставаш прашањето за духот и телото. И тоа не случајна мисла, нели, во здраво тело, здрав дух. Како би можеле ние да изградиме или да почнеме да размислуваме во насока и да ја доближуваме уметноста, особено на прекрасна наша македонска уметност која што имаме со години, така не збориме само за пишаниот збор, туку и за од Чемерски, Мазев, Личеновски и се останало. Тоа е една прекрасна македонска историја која што имаме те прекрасни музика уште од времето, но многу голем дел. Јас ќе тргнам од себе, јас сум учел во доста добро школо и сега кога го имаме предметот, ние имаме предмет ликовна уметност. Ама уметноста не е само ликовна, не е само прашањето дали знаеш да црташ или не знаеш да црташ. Таа е на многу поширока приказна. А денешниве генерации, јас се обидувам со брат ми, сестра ми колку што може повеќе да ги доближувам до нешто, но практично тоа за нив е некаде таму далеку на хоризонтот и не го перцепираат како потреба или како нешто што може да има влијание врз нив. Како би можеле ние тие нешта да ги доближиме не само до учениците, туку и до сите поблиску? Да, те разбирам. Мислам дека тоа е една од можеби клучните дилеми или предизвици пред кои што треба да застанат оние возрастни луѓе кои што ги поставуваат столбовите на едно општество од аспект на она што треба да представува образование и култура. Мислам дека вградувањето на тој континуитет на традицијата, на уметноста, на сето она што постоело во едно општество, во една држава претходно, е многу важно како образованието ќе пристапи во пренесувањето на знаењето на младите
ученици на млада возраст. Знаете, има еден брилјантен педагог, можеби еден од цитираните педагози во 20. и 21. век се вика Анри Жиру, кој што вели дека наставникот е репрезент на културата. Многу силно кажано. Што е поентата? Поентата е дека наставникот всушност ја пренесува културата денес на часот или во текот на овие 9 години од основното образование. Бидејќи културата е она во кое што ти учиш, живееш, комуницираш преку она што го учиш, преку ликовната уметност е предмет во нашиот образовен систем. Музичката уметност е предмет. Мечиниот јазик, македонскиот јазик и ова тема која што ја поставувате не е само предизвик за уметност, тој е предизвик и за јазикот. Ја погледнете го односот кон својот мајчин јазик, кон македонскиот јазик. Некој ќе рече до програмата е, ние имаме скоро секој ден македонски јазик откако имаме свој образовен систем. Секој ден се изучува како предмет. Значи, бројот на часови не е само клучното прашање, туку како тоа се пренесува, како јас го развивам чувството на љубов кон својот јазик, каков е мојот речник, каква е мојата култура на изразување, мојот развој на говор. И можеби тука треба да се пристапи од еден таков мултидисциплинарен, интердисциплинарен пристап. Дали лектирата во трето, четврто оделение мора да биде лектира како што баш вака е зацртано од многу одамна, или можеби читањето за тоа што треба јас да прочитам, можеби во трето оделение може да прочитам и биографијата на Леписол. Или на Владко Стефановски, или која е таа група тука во овие 40-50 години на овие простори и светски простори кој што го прави тоа. И тоа може да биде читање во кое што кај некој дете ќе се разви и преку македонскиот јазик, и преку уметноста, и она што треба да биде всушност обврска ти да го да знаеш биографијата на тие луѓе. Што е проблемот да биде тоа една од обврските како нели затоа многу земји работат дека во тие почетни оделенија наставникот, детето и родителот треба да бидат тие кои што ќе ги изберат лектирите, ќе го изберат тоа на кое што детето ќе сака да чита. Затоа што можеби некој дете сака да биде спортист. Така е, да. Може да ја прочита биографијата на Горан Пандев, или на Дарко Панчев, или не знам, од уметноста од поетите на некој кон кој што се гледа после 10-15 и вие така создавате чувство на припадност дека јас сакам да бидам утре гитаристот или уметникот во оваа држава, затоа што ние не го поставаме прашањето зошто толку малку ги препознаваме талентите. Не е точно дека ние немаме таленти, дека имаме одлични генерации, но зошто никој не се прашува зошто немаме повторно таква група како Леписол? Зошто имаме на толку на 40, на 50, на 60 години такви врвови кои што и тоа е големо прашање и таа тема за кој што вие сега поставувате е многу поврзана според мене со начинот на тоа како се пренесува знаењето, како се објаснува кој е Личеновски, кој е Чемерски, кој е Горан Стефановски, кој е Анте Поповски, кој е Блаже Конески и така натаму, значи да не споменуваме стотици и стотици луѓе кои што всушност јас имам свое мислење дека ние не сме по ништо полоши или подобри од никој друг во светот без разлика колку е помал или поголем од нас. Клучното прашање е самодовербата. Колку ние веруваме во тоа што го имаме и го создаваме, и колку ние од тоа умееме денес во 21. век да му кажеме на светот, не да му кажеме за да се наметнеме од аспект кој сме ние или колку сме важни, туку од аспект дека и ние имаме огромен придонес во овие во оваа цивилизација, свој придонос од аспект на културата, на уметноста на луѓето. Имате врвни научници кои што разговарале за истражувањето на сонцето во 50-60 години од Македонија, кои што многу малку луѓе ги знаат, многу малку учениците ги знаат. Значи, поентата е дали ти сега во трето, пето, седмо оделение или во таа возраст во градинка на детето ќе му пушташ некаква музика, ќе го насочуваш во она кое што е турбофолк или нешто друго, и нормално е сега да отидеш на роден ден на дете на 11 години и да го слушнеш тоа што ќе го слушнеш, и ќе слушнеш таму всушност што е тоа што слушат можеби возрастните, што е тоа што е мејнстрим по медиумите, што е тоа што е на забавите.
И тој однос е всушност однос за преиспитување исто на кон што сме тргнале ние. Да. Тие прашања се прашања на луѓето кои што сакат да создадат поинаков концепт на воспитание и образование, кој што е многу поврзано со тоа какви генерации ти во иднина ќе раснат и ќе живеат тука, заради тоа што тие генерации кои што денес се 10-15 години, утре се енергијата на општеството во секоја смисла. Многу добро прашање сега, професоре. Знаете, како јас се чувствувам сега дека секоја генерација си има некако своја задача и одредени прашања кои што претходни генерации нема да успеат да ги одговорат, тие не остануваат прашања на тие генерација. Тие се пренесуваат. Така е. Од едно на второ, на трето, на четврто, пето место. Тука не случајно ја ставив и книгава од Ацо Шопов, вака да ја покажам, автопортрет со 7 прсти. Тоа е собрани раскази од животот на Шопов, значи он што пишувал и како се чувствувал во дадени моменти. И сега кога зборува за македонскиот јазик, може да се види неговата среќа дека он конечно објавува на македонски јазик. Не пишува среќен сум што објавува на македонски јазик, но може да се види со каква љубов, со каква нега, грижа и внимание се обидува да го развива јазикот и во секој нареден збор да ги поместува неговите граници. Но тогаш јазикот македонскиот јазик, стандардизацијата доаѓа и сега тогаш веројатно било тоа. Во каква смеса ние успеавме да создареме. Ајде да видиме оваа смеса до каде може доди. И тоа е првиот дел што ме фасцинира и ме тера и јас да градам нови погледи кон мојот јазик. И тоа некако се продолжува во приказната што ја правиме со зборци. Од друга пак страна може да се види дека тој е дипломат, дека тој не е само дипломат, дека тој е борец, тој е партизан, тој не само што се бори со зборот, туку одлучува и своето тело ако треба да го положи. Тука е моментот на физичката активност. Ние збориме сега за физичко образование, но во тој момент тоа било тоа пушката и мора да движиш. И третиот дел е неговата грижа за останатите. Значи не е само он поврзан со јазик, тука е лесно, он можел насекаде, не дека не патувал низ светот, но не завршил там, он сака да формира бригади за образование, односно бригади за едуцирање, бидејќи е многу свесен дека независно колку поетите го развиваат јазикот, се додека тоа не може да се доближи и до оние кои денес нема да читаат, вредноста на поезијата може низ годините ќе ја изгуби својата позиција. И денеска сме стигнати до тука. Ние не успеавме никогаш колективно да се образуваме, колективно да изградиме сензибилитет за колку е важен Шопов, колку е важен Коневски, Поповски, Стефановски и останатите. Се пропушти тој момент. И он тогаш кажува една фраза: тешко да научиш народ што не ќе да учи. Кој е денешниот наш агол на оваа приказна и како вие би предпоставале дека треба да се гради? Виктор, мислам дека тука многу убаво го фати клучниот момент, всушност каде ние сме тргнале за овие теми за кои што разговараме како држава, како општество. Затоа што со сите проблеми со кои што се соочуваме во изминатите 30 на години, нели, негирање на јазик, негирање на идентитет, негирање на црква, негирање на знаме, негирање на се што е твое, за кое што ти сметаш дека е твое и имаш право да сметаш дека е тоа твое. И тоа не е лесно како генерација. Јас сум современик, јас сум бил 90-та година, 13-14 години и сум современик на тој премин од социјалистичко во либерална демократија, во едно поинакво општество. И сум свесен за таа густина на енергија, на свесност за создавање на сопствена држава, една силна енергија. И ние не успеавме тоа всушност да го разбереме и можеби тука е најголемата вина на образованието, особено на општествените и хуманистичките науки кои што требаше да создадат едно преиспитување на овие теми од аспект на она што е тоа што ние сега треба да се фокусираме, како да ги препознаеме пораките кои што ги давале овие луѓе кои што ги спомнуваме, Ацо Шопов, Блаже Коневски. Зошто ние денес се повикуваме на Блаже Коневски во изминатите 10 години кога ни го негираат јазик? Затоа што тој е столбот кој што го држи. Така. Овие луѓе се тие кои што всушност денес ако ги нема да се повикаме и да не одбранат, ја денес не бранат. Да. Ние не препознаваме дека инвестирањето во тоа е смислата на инвестирање во наука, во образование, во знаење, бидејќи тоа е единственото нешто кое што никој не може да ти го земе. Да. Не може да ти го одземе, нити индивидуално, ниту колективно. Тука е
може би клучната работа денес на општествените и на хуманистичките науки да го преиспитаме собственото поле од аспект на таа мултидисциплинарност, кога зборуваме нели за педагогија, за социологија, за филозофија, за генерално за идејата. Вие денес ако влезете во едно училиште, па дури ако влезете на факултет, ретко ќе видите идеја, ретко ќе видите креативност на желба, на некаков мотив, нешто да се прави. Дај да го направиме ова за да биде подобро. Дај ова да го средиме од аспект, зборувам на сите нас кои што сме внатре. Или тоа се индивидуалци, острови кои што ако земеш да бидеш толку активен, проактивен, ќе ти најдат 300 забелешки, ќе успеат да те укочат во намерата и идејата која што имаш. А идејата е финансиски може да се реализира без трошоци, значи никакви, тука само фали добра волја и тимска работа. И ние тоа тука толку го сведовме на еден, според мене, едно примитивно толкување на нештата, и јас тоа го гледам ова кога го спомнавте вие, разочараноста, црното сценарио, немањето на тој мотив, всушност кажува дека голем дел луѓе веќе ја напуштаат државата заради тоа што всушност не се ни обидуваат или тргнуваат, не дека тие немаат смисла и знаење колку е тоа важно. Со самото тоа што имат 3000-4000 македонци кои што студираат и учат во Словенија средно и високо, тоа кажува дека луѓето се свесни за важноста на образованието и на науката. И тука педагогијата како една научна дисциплина која што е клучна да го разбранува образованието, да треба да му објасни на општеството, да ја објасни на државата дека тука е моментот преку кој што треба да се вгради мотивацијата и љубовта кон тоа што треба да се прави. Овде е изгубен мотивот на воопшто нешто да се... Символите на препознавање се изгубени. Значи е изгубен ентузијазмот како еден од најважните потреби на човекот да прави нешто, за да го сподели и да го пренесе на следните генерации, кој што како континуитет е важен. Да не зборуваме колку е таа култура на политиката примитивна во прекините на континуитетите. Од аспект на некаков континуитет, нели, на културна политика, на образовна политика, на политика во спорт, на политика, не знам, меѓународна, каква сакате, економска, секаква. И тие столбови кај нас се разнишани и затоа се почнува нешто од почеток, се почнува како да не сме имале, а всушност ако се навратиш да видиш што се имало ова општество, што се имало ова држава, какви индивидуалци имале, на кои прашања работеле, каква уметност имало, всушност ќе се зачудите и ќе се гордеете со тоа. Тоа е можеби клучната тема на која што знаете, тој човек, Пауло Фреире, кој што зборува за педагогија на угнетените, тој всушност зборува дека политиката треба да се педагогизира. Тоа кажува колку мудри, паметни луѓе од образование всушност треба да влезат на тие институции за да можат да креираат и да ги препознаваат тие работи. Да можат да креираат такви концепти на институции преку кои што ќе има еден таков континуитет за ова за кој што сега зборуваме. Не го прави впрочем тоа Словенија? Словенија е како да ви кажам, моја инспирација. Тогаш и Славој Жижек дури учествува во... Апсолутно, јас имам многу контакти со Словенија, таму и предавав 2019-2020 година, имам неколку студиски престои, имам одлични контакти со универзитетот во Марибор, во Копер, во Љубљана. Словенија се подготвува за ова што е денес од 80-тите години па наваму. И Словенија знае дека 90-тите години ќе се случи тоа што се случува тука. И тоа интелектуалците го знаеле општеството, знаеле дека тоа после 90-та тој проект завршува. И дека Словенија треба да пристапи во борбата на она кој што всушност треба да биде Словенија во 21. век. И таа го всушност поставува тоа прашање, што е тоа што нас може да не влече напред, кои поуки да ги извлечеме и да си ги најдеме грешките од овие 40-50 години, кои што имало одлични работи, но имало и многу негативни работи. И тоа е преиспитувањето на општествените и хуманистичките науки. Заради тоа што вие гледајте колку ова општество нашето имало неверојатни вредности пред 30 на 40 на години, за кои што нели ние се повикуваме. Гледате каков однос кон трудот сме имале ние, кон работата. Нешто кое што денес не е така.
сакате во државни институции, па дури ако сакате и во каде. приватен сектор. Било каде, да. Гледајте односот на професионалноста, односот кон работата, односот како феномен, нешто кое што е многу важно. Како јас денес овие 5, 6, 7 часа ќе ги сработам искрено, поштено за самиот себе и за доброто на заедницата. Преку мојот интерес, заедницата да го има интерес. Дали јас денес го дадов својот максимум? Тоа во спортот се учи во 7-8 години, кога почнуваш, тренерот те насочува да го дадеш својот максимум и на тренинг, и уште повеќе дури да се надминеш самиот себе. Вие некој ќе ти каже после надпревар, се надмина самиот себе. Знаете што значи тоа да го добиете како признание. И тука е многу важно колку се крира таа свез, тие луѓе кои што учествувале во филозофијата на тоа општество, Славој Жижик, Славко Габер, социолог, кој што еден од 10-12 години е министер за образование во Словенија, но општеството се договара дека 10-12 години ние ова тело за образование не го менуваме и ќе ги креира политиките како што ќе ги креира. И тука може да се научи многу од тоа општество и мислам дека таа држава дури на некој начин ни помага се обидува да ни помогне преку разните нејзини искуства, но тука е многу важно, знаете, Аристотел вели, кога ќе се појави ученикот, ќе се појави и учителот. Една многу интересна супер мисла, која што е многу важна од аспект на поврзаност, што е тоа учител и ученик. Педагогија како нели некој кој што некого го води. Ти буквално го водиш тој ученик. Една од, например, сега што го спомнавте моментот ученикот и учителот, аспектот за мене во процесот на просторитет кога одлучив и кога сакав да почнам да ја снимам емисијата, едно од главните прашања беше тоа: каде се денеска тие луѓе што знам јас дека постојат во државата? Интелектуалците во изминатите години во Македонија одамна не зборуваат за работите кои што не тангираат. Они не знам каде се, едноставно, не знам каде се, но си реков мора да има. Да, Шопенхауер ми се чини има една констатација, вели, ако сте интелектуалец и не сте критичен, вие сте непотребен. Така беше, да. Така некако мислам дека беше, но и длабоко во себе го мислам тоа, дека човек кој што има што да сподели, треба да споделува. Човек кој што му е професија, видите, нашата професија е да читаш, да пишуваш и да кажуваш. Така е, да. И можеби целокупната филозофија на нашата работа е тоа. Ако умеш тоа добро да го констатираш, си прочитал литература, си бил некаде, и треба тоа човек да го сподели со своите студенти, да го сподели на факултетот, да го пренесе како знаење. И таа култура кај нас е исто многу слабо развиена и уште помалку дури се развива или тоа премногу материјализирано или комерцијализирано. Но многу зависи од институциите дали тоа ќе го искреираат од аспект на препознавање како колективна интелектуална меморија, да се пренесе, заради тоа што видите многу е важно вие денес како млад човек влезете на некоја образовна институција, да се повикате на некаква колективна меморија на таа институција. Што работеле луѓето пред мене по овој предмет, не знам, развој на говор. Што било тоа во 60-та година, во 50-та година, во 70-та година? Кои студенти биле, како напредувале? И слабо ќе видите такви анализи, такви истражувања, баш заради таа слаба култура на споделена одговорност. На тој континуитет на размена на идеи, на мислења едни кон други. Јас денови работам на едно, може да се каже, големо истражување, во кое што ги собирам податоците од систематските прегледи на учениците, што е тоа што се случува во првото, третото, петото одделение, од аспект на говорни тешкоти, од аспект на нарушување на рбетниот столб, на деформација на стапало. И ќе видите внатре неверојатни процеси, по 50, по 40, по 70% деформација на стопало кај одредени генерации. Тоа навидом некој ќе рече, па тоа како е поврзано? Па тоа е многу поврзано со образованието. Таа состојба таму, ако во првото, во третото одделение, тоа се поставува прашањето, чекај, која е причината за ова? Зошто пред 40 години не било така, сега е 50% од децата или секој второ дете да има некој проблем?
ги решава ли образованието тие проблеми или како се обидува да ги реши? Како ќе го намалиме тоа? Вие немате таков пристап да седнете како тим, како институција, да вие не знам, здравство, социјално, министерство за холистички пристап, да речете, дајте за ова ќе се обидеме да го подобриме, не знам, здравствената состојба кај генерациите од повеќе аспекти. Тука таква проактивност има многу слабо и тоа е исто кое што општеството треба многу да работи и луѓето кои што ги водат и министерствата, институциите, локалните самоуправи, тие професионални одделенија од различни дејности мора тоа да го создаваат и да го креираат повеќе заради нас самите, заради пренесување на идните генерации нешто во кое што мора да се расне во една поздрава, постимулативна средина. Абсолютно. Колку средината станува стимулативна, колку станува важна денес за еден ученик, еден средношколец на 18 години, кај се тој гледа? Каде го поминуваш времето? Која е визијата на едно дете кое што се родило во Штип, во Берово, во Пехчево, во Липково? Кај се тој гледа за 5-10 години од денес? Кои се содржините денес од аспект на културата, на театарската уметност, на операта и балетот, освен во Скопје, колку активности имаме ние да видиме во Штип, во Струмица, и така натаму. Значи, тие институции или државата мора да креира некакви политики за да може да се доближи до овие теми, за да може децата да ги препознаат во себе, наставниците да ги препознаат. Добрите образовни системи се добри заради тоа што креираат стандард на квалитет. Она што едно дете го има во центар во општина Скопје, да го има и било кое дете во било кое село во Македонија. По ништо да не се разликува од аспект на ресурси кои што ќе ги има. Па дури од аспект на стандард на она што е пренесување на знаење како наставник, бидејќи ти не знаеш каде ќе ти се роди идниот талент или генијалец од уметност, од природни науки, од хуманистички и така натаму. Тука не се сваќа тоа како приоритет на создавање на една таква инфраструктура и надворешна и внатрешна на одговорност. Тоа е сепак одговорност. Тоа што вели Горан Стефановски, имаме ли ние стратегија каде за 50 години, како ќе се гледаме едни со други, каков ќе биде градот, во каква држава сакаме да живееме. Дали во ваква во која што голем дел кога ја напуштаат, како да не напуштаат и своја држава, како да не напуштаат своја земја. Значи, тоа се теми кои што денешните генерации, ние како генерации, мора да се бориме на тие прашања, да го промениме овој летаргичен однос, овој однос на примитивно толкување на тоа што е општество, што е традиција, што е држава, во светлината на времето кое што живееме. Многу добро. Тоа е, мислам, апсолутно тоа е тоа. Мислам дека јас не сакам да верувам дека некој во одредено општество, дури на глобално ниво, свесно работи на убивањето на критичката мисла. Не сакам да верувам. Да, има многу теории на заговор, се работи вака, треба да се тргне ова за да се изградат еднодимензионални наредни генерации кои што воопшто нема ни да ги перцепираат овие вредности за кои што денеска разговараме. Па сакам да ме прашам, што означува за вас критичкото размислување? Како да јас со брат ми и сестра ми кога пробав да разговарам, се викав како ова би било наедноставно објаснето за едно 10 годишно дете, што значи критичкото размислување? Неговата вредност понатаму за градење на овој колектив и општество што сакаме да го постигнеме. Да, критичкото размислување е исто голем предизвик на нашиот образовен систем, бидејќи еден од најголемите проблеми во тоа што знаеме ние и колку знаеме е во тоа што овде доминира методот на учење на памет. Да. А тоа понатака повлекува слаба умешност и вештина на поврзување на информации, на поврзување на традицијата, на историјата, на континуитетот со она што треба да биде минато, сегашност и иднина. И критичкото размислување е всушност моментот во кој што вие преку начинот на кој што
го поучувате детето, го поучувате дека постојат повеќе можности секогаш во животот. Тоа е концептот на дивергентното мислење. Дивергентното или конвергентното мислење. Значи, дали можам да му пристапам на проблемот од повеќе страни, или само ќе се држам за тоа дека тоа е така и никако поинаку. Да. И во одредена смисла тоа може би има смисла. Тоа е така и никако поинаку, но животот не е така составен преку ден. Знаете, Џон Дјуи вели учење преку правење. Тоа значи вие што и да го учите ученикот, што и да сакате да го учите, животот е толку сложен што после училиште има уште еден куп други предизвици. Вие всушност треба да го научите не што да мисли, туку како да мисли. Да. Бидејќи ако го научите што да мисли, тоа е второстепено. Тоа не е првостепена поента, бидејќи она кое што пред 20 на години било што, може денес да не постои како професија. Но ако го научите како да мисли, како да пристапува, како да пристапи на проблемот од еден холистички, од еден мултидисциплинарен аспект, тој ќе умее да ги бара предизвиците и решавањата на... И денес образованието работи многу на тие прашања, како да го развие критичкото мислење, особено во свет во кој што и многу информирани луѓе денес може да бидат излажани, може да бидат дефокусирани преку различни стратегии на ова што представува денес информација, дигитализација. И тука е отпорноста на образовниот систем, како преку методите на работа, што е тоа метод на проблемско решавање, што е тоа метод на откривање. Знаете, Марк Твен вели, никогаш не дозволи в училиштето да ме спречи во образованието. Многу добро. Тоа кажува дека содржините или начинот на кој што се учи внатре многу зависи од тоа каква инспирација ќе биде наставникот. Затоа тој станува најважната личност денес. Колку ти стануваш инспирација на учениците преку начинот на кој што денес ја реализираш активноста. Значи, како јас денес ќе развијам критичката мисла, да знам како идни генерации да се спротистават на оваа борба против идентитетот во Македонија. Што е тоа што сите го мислат за мене и зошто така го мислат? Како јас да направам отпорни генерации на тоа со кои што со тоа нема да се оптеретуваат? Како да ја зголемам само довербата? И тоа е промена на општеството преку промена на образованието. Словенија го менува општеството, всушност образовните реформи се промена на општеството. Тие се општествени реформи. И ние кога зборуваме за менталитетот, за тие работи кои што нас не кочат, всушност зборуваме како ќе создадеш ти работни навики. Како тоа сме го загубиле ние пред 30, што сме го имале како момент на одговорност, момент на однос кон работата. Како тие генерации пред 40-50 години, па мајка ми одела прва, трета смена, 30 години. Во фабрика во која што 8 сати работиш физичка работа, со 30 минути пауза. И каде е загубен тој однос кон работата и кон љубовта на државата или фирмата во која што работиш. Знаете, јапонците преку образовниот систем градат култ кон три нешта. Култ кон образованието, култ кон работата и култ кон традицијата, култ кон семејството, кон вредностите. Тоа е стратегија како да пристапиш во воспитанието и образованието на учениците, и тоа е исто тема на образованието и културата. Знаете, кога ќе го отвараме ова поглавје, малку се зборува за тоа, овие поглавјата во Европска унија. Поглавјето култура и образование заедно. Оваа тема за која што образование, култура, млади, тоа е истата тема. Тоа е истите луѓе кои што денес играат некаков спорт на 10 години во некој клуб во општината, утре ќе бидат средношколци во таа општина, денес имате универзитет во мала општина. Тоа кажува дека животот на еден млад човек може да се движи во навидум во мали простори, а всушност да има визијата за глобализацијата и за човештвото. Тоа многу зависи од луѓето околу него. Бидејќи ти денес може да дојдеш до сите книги. Еден студент на Харвард може да ги има и студент во Штип. Апсолутно, да. Од професорот зависи какви релации ќе ти направи со луѓето, со кои прозорци ќе ти ги отвори за да можеш да се насочиш.
Тука е тоа знаење на инвестирање во, според мене, можеби паралелно едно од најважните места е реформата на институциите за образование на наставници. Тоа не само педагошките факултети, туку сите кои што образуваат наставници и за природни науки, и филолошките факултети, кај што треба да се пристапи по една, да се седне, да се осмисли за овие теми за кои што разговараме. Да, многу интересно што некако на крајот дискусијата дојде до глобалниот фактор. Јас инспирирано од периодот кога бев од хуманизмот и ренесансата, сакав да верувам дека живееме во време на глобализам и ренесанса, бидејќи не сметам дека нашата генерација која ќе застане да разговара со еден француз, германец, холандјанец, па во случај и американец, дека ние доаѓаме од некоја поразлична позиција на интелектуално ниво. Напротив, мислам со целата моќ што има глобализацијата за да не информира, ако имаме изградено патека за информирање, а не за да не дезинформира, тогаш улогата денешна луѓето е со многу сериозен глобален фактор. И дека независно дали ние го поминуваме времето во овие 4 километри квадратни во Скопје, каде што практично јас го поминувам времето или го поминуваме во поголем град, вредноста на стимулот кој што го добивам и насоката кон тоа што сакам да го остварам е многу поважна во глобалниот процес. Виктор, мислам дека си во право, заради тоа што во изминатите 30 на години три сериозни процеси се одразуваат на квалитетот на животот на секоја индивидуа и на државата. Тоа е процесот на глобализација, процесот на дигитализација и многу поиндивидуализиран свет. Тоа се три моменти во кои што како феномени се одразуваат на нешто кое што никогаш порано не било во такво светло, на генерациите кои што биле пред нас. Така. И тоа создава едни такви динамики на живот, едно такво менување, и токму тука таа декларација на УНЕСКО на интелектуалците кои што го поставува прашањето, на светот му го поставува прашањето, што е тоа што треба веднаш да престанеме да го правиме како цивилизација, што е тоа што треба да продолжиме да го правиме и што е тоа што треба одново да го преобмислиме. Да. И кога читав таа студија која што се обраќаат илјадници интелектуалци кои што работат на тоа од аспект на екологија, од аспект на брзина на живот, од аспект на образование, на култура, ти гледаш дека тоа може да се го постави и секој индивидуално, но и секој општество да се го постави на самото себе. Што не нас кочи како општество? Зошто не кочи толку партизацијата во општеството? Да. До кога ќе трае тоа и кој ќе ја промени? Кој ќе го пресече тоа, да рече, нели, мерит систем? Да. Кога ќе престанат тие односи на не знам, бирање на тоа кој ќе ги води институциите? Неподржувањето на успешните на успешните луѓе. И тие всушност луѓе така ја губат својата мотивација и доверба во својата заедница и го бараат некакви други решенија. Тие прашања се прашање на работа, на секојдневна работа, на секој кој што се занимава со оваа дејност, без разлика дали е тоа политика, образование, и тоа мора да стане малку по да се спушти топката во општеството. И некако има многу агресивност, некако има многу омраза, има многу анимозитети, има многу партизираност, има многу фактори кои што треба да се најдат такви профили на луѓе интегратори во општеството, кои што одредени столбови во општеството ќе ги стабилизираат, ќе ги смират, ќе ги препознаат позитивните работи, ќе ги препознаат негативните работи на кои што треба да ги отфрлиме или да ги менуваме и ќе почнеме да преобмислуваме едно подобро општество. Општество во кое што луѓето ќе сакаат да живеат, да творат, да растат тука и да се гордеат со тоа општество. Јас така го гледам, ја гледам својата земја. И јас ја гледам така својата земја и со зборци смисливме еден збор за таквите луѓе и нарековме мостоградни. Луѓе што ќе имаат способноста да изградат, да спојат две досега неповрзани страни, и би рекол дека за мостоградните личности прво ќе треба да одиме малку поназад, да ги провериме сите зборови на Шопов, сите зборови на Поповски, на Стефановски, да видиме во меѓупросторот кој бил и кој е денеска современикот на тие личности и како тие идеи се развивале, но денеска се кажуваат низ некои други зборови, но ја имаат во позадина истата намера. И јас би сакал да кажам, професоре, дека вие сте една таква личност и мислам дека овој разговор беше еден од најдобрите разговори што сум ги водел и многу ми е чест што можев да
добијам дел од вашето време. Благодарам, Виктор. Знаеш, јас некако научив, како станувам повозрасен, се трудам, некојаш не се чувствувам пријатно кога некој човек многу ќе ме фали. И не сакам тоа. Мислам дека сите ние возрастни луѓе треба да го правиме тоа затоа што веруваме во тоа. Јас ова во кое што зборувам верувам. Да. Јас не зборувам нешто во кое што сакам само нешто да кажам, туку длабоко верувам и сум убеден дека ние имаме и се чувствува и имаме одлични и генерации, индивидуалци и вредности со кои што можеме многу да му дадеме на светот. И баш ми е драго што следам што е тоа што го правиш ти, што е тоа што го правите вие како индивидуалци, како тимови, и ве поддржувам во целото тоа. И знаеш, децата се тие на кои што треба да и се дават такви фалби, убави да се мотивираат. Марија Монтесори, и со тоа ќе завршам да не одземам и толку време, има таа така наречен Монтесори метод или систем, Монтесори педагогија, и една наставничка тргнала да му ги врзува врвките на детето. И Монтесори ја сопрела и рекла: не му помага или помогне му толку колку што му е неопходно, бидејќи ќе му го земеш чувството за успех. Знаеш, и тоа е на млад човек кога ќе му го земеш предизвикот, ти го кочиш во својот раст и развој. Колку добра ствар. Многу точно, да. Колку ние умееме како возрастни, како родители, како само заради тоа што нешто да завршиме побрзо, и тоа се изучува денес многу во методика на пренесување на знаење. Таму баш така се поучуваат студентите, ја ги пренесувам тие на моите студенти како литература, како преработени материјали. Имав еден пример во кој што една воспитувачка работи со таква е активноста, а всушност кај децата треба да развие вештини, овие на упорност, на брзина, на трпеливост, на комуникативност. Едното дете треба да се облече како пожарникар, другото како полицаец. И сега едното се облекува, и точно има зошто капата како треба да се врзи, но тој кога се врзува всушност учи да се го врзи каишот. Кога треба да се врзи и да ги облече чизмите, учи како се облекуваат чизми. Ама тоа е игра, и тека учат преку игра. Но едното доцни. И сега ова другото, бидејќи мора да успеат во играта, му вели ајде побрзо. Воспитувачот не му помага на другото, но го насочува и го охрабрува. И тој после 3 минути се облекува така како што треба да се облече. Но секогаш веќе понатака тоа дете се облекува така како што треба да се облече. И всушност таквите, тоа е методот. Кога зборувам за методот како пат, нели, дали има стари или нови методи, не е важно. Дали методот врши работа или не. Така. И кој е тој кој што му одговара соодветно на тоа дете, на тој ученик. Така да, тука е можеби заклучокот мој дека патот, методот е тој по кој што всушност треба да копнееме и да го најдеме вистинскиот метод за ова време. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш, Виктор, на поканата. Ми беше чест. И мене. Луѓе, се надевам дека ќе уживате оваа епизода и се гледаме. Поздрав!